Започнатата постапка за изградба на мини хидроцентрала на Мала река во близина на браната градче е со голем број непознати факти за локалната па и за пошироката јавност. Поради тоа неопходно е да се добијат повеќе информации за нејзината оправданост и за евентуалните негативни последици за животната средина. Ова меѓу другото беше речено на 41-та седница на Советот на општина Кочани, на која по барање на советникот Сашко Стефановски, како последна беше вметната и оваа точка во обемниот дневен ред. Всушност, иницијативата да се разговара за ова дојде откако тој на претходната седница побара писмен одговор за каква постапка станува збор и до која фаза е постапката за изградба на хидроцентралата. По добиените податоци предложи темата да биде точка од дневниот ред. Фирмата ДИС Енергија си прави проект за изградба на мини хидроцентрала на Мала река, го доставува до Министерството за животна средина и тоа го превзема првиот чекор. И со превземањето на првиот чекор започнува нашиот проблем. А првиот чекор се обрека до општина Кочани и бара мислење во однос на овој проект. Мислењето е дадено на 21.7.2017 година, неколку дена пред распишување на локалните избори во октомври 2017 година. Значи, фатен е последниот воз, последните денови. Значи, општината дава позитивно мислење за изградба на мини хидроцентрала. Па сега се прашувам дали таа општина, подпишана од тогашните секретари и градоначалник, има стручен колегиум, дали консултира други стручни лица, сите компетентни фактори кои што се за заштита на животната средина, бидејќи ова министерство за мене не е Министерство за животна средина, туку треба да се преименува во Министерство за уништување на животната средина, бидејќи имаме повеќе случаи на давање на такви дозволи кои што оставаат трајни последици. Мислам дека тој што го раководи ова министерство, кој да е, нема стапнато во природа ниту еден ден и него ни интересира. Само да се даде некоја дозвола. Стефановски додаде дека опасноста од загрозување на животната средина и последиците од тоа можат да бидат несогледливи ако се дозволи да се гради каков бил објект кај браната градче, па дури да е и хидроцентрала. Значи, апсолутно тука гарантирам дека ќе имаме помор на растителниот и животинскиот свет и ако стои во условите за дозвола да се обезбеди континуирано биолошки минимум на Мала река во низводниот дел од зафатот во количина од 1/10 од просечниот повеќегодишен проток. Тоа знаете ли колку е 1/10 од просечниот проток на Мала река? Како дома раце кога се миете, па таа водата што истекува толку е количината на вода. А реката не е само количината на вода што ја гледаме над земјата во речното корито. Тоа е еден сложен систем кој што е поврзан со подземни води. Оваа вода од 11 литри у секунда апсолутно нема ни да ја видите. Таа ќе понира 100%. Значи, нема да има никаков жив свет. Ни растителен, ниту животински. Дискусијата на Стефановски предизвика реакција кај дел од членовите на Советот, кои оценија дека неговата дискусија има и политичка позадина. Кога гласав оваа точка за дневниот ред, да допунеме дневниот ред, сметав дека нема да водиме политика, но очигледно дека тука беше работа да се води политика. Само изгледа екологијата и заштитата на животна средина во втор план. Сашко Стефановски имаше доблест и го прочита, како се вика, мислењето од општина Кочани, издадено во 2017 година. Но немаше доблест да продолжи да ги чита и другите мислења. Бидејќи му е партиска задача да каже само 2017 догај и толку. Завршува приказката, граѓаните толку треба да чуат, а може овој нема да го чуат, бидејќи немаме медиуми. Идеме овака сега, Сашко Стефановски. Дали Управа за животна средина, сектор за води, дава мислење на 24.2.2020. Бидете доблесни, прочитайте ги сите мислења. Ако се бориме заедно да не оставаме трага на оваа иницијатива, дека е политичка. Бидејќи вашето излагање беше политичко. Дадена е мислење на општина Кочани, еве го точно е тоа дадено од претходниот градоначалник, 2017 година. А сега мислењата се собират, другите мислења се собират 2020. Едно мислење. Идеме второ мислење.
Управа за заштита на културно наследство. 6.3.20 година. Зашто тоа не го кажавте? Бидејќи вие така сте програмирани, се ви се чини дека е политика. Клучниот збор беше дека се започна на 21.7. со давање на првата дозвола. Тоа е иницијалната каписла за после да се посегне по другите дозволи. Ова веќе после се технички работи повеќе. Апсолутно не се согласувам со ова што се прави, затоа што очигледно дека се крие некоја мистерија за, каже колегата Сашко Стефановски, дека за 11 литри во секундни вода да правите вакво навистина некој работа, а сме добиле од институции во 2020 година од 5 институции позитивни мислења. Не сваќам што е работи. Зашто не се интервенираше да на време се спречи ова работа и да не се добиват овие мислења од политички, општински, советнички, со одлука, со се, а сега веќе кога сето ова е завршено, џабе ние дискутираме. Како што сега разговараме за ова прашање. Дали е разговарано тогаш кога е покрената оваа иницијатива во 2017 година и кога некој дал согласност позитивно мислење? Од тука почнуваат сите активности натаму. Дали тоа позитивно мислење е дадено врз основа на јавна расправа која што е водена во општината и пошироко? Дали е консултирана стручната јавност? Дали е консултирана стручната, ако сакате, јавност и во општината? Дали е консултиран, дали е било тоа на дневен ред на седница на Советот на општина Кочани, како што сега разговараме по оваа точка? Значи, со негативно мислење, веројатно немало постапката да оди така, не значи дека ќе биде сопрено, не ги знам, меѓутоа очигледно ќе била друга постапката за позитивно мислење. Општината е веднаш исклучена и постапките се префрлени во надлежните министерства и општината веќе нема никакви надлежности. След последниот чекор кој е издавање на градежна дозвола, која во колку не е издадена, исполнува ги сите услови, подлежиме на санкции кои се прилично високи и не сум спремен исто така да влезам во еден таков предизвик, да губам една енергија и средства кои навистина ќе бидат повисоки. На крајот од дискусиите, советниците заклучија дека немаат доволно информации за можните опасности и последици од изградбата на мини хидроцентрала на Мала река, поради што и не можат да донесат соодветен заклучок. Едногласен беше ставот дека постапката за изградба на објектот привремено треба да се стави во умирување, додека да се добијат соодветни сознанија. Заради тоа беше усвоен предлогот координаторите на советничките групи и градоначалникот да одржат средба со инвеститорот, за да се видат неговите намери. Истовремено беше побарано да се отвори пошироко дискусија во јавноста за ова прашање, за да може да се донесе соодветен заклучок дали да се дозволи или не изградбата на малата хидроцентрала. Педесет лица од Кочани кои имале директен контакт со заболени се во самоизолација, информира Александар Максимов од Оделението за внатрешни работи Кочани. Тие се под постојан надзор и следење за утврдување дали ги почитуваат мерките за самоизолација или не, издадени со решенија за изолација заради спречување на ширењето на заразата, вели Максимов и додава дека доколку некој од овие лица ги прекрашат мерките за 14-дневна самоизолација, следува кривична пријава. За неносење заштитна маска пак затекнати и казнети се 7 лица во изминатото деноноќие. Од почетокот на епидемијата, просечно на ден во Кочани се казнуваат околу 5 до 6 лица за непочитување на уредбата за носење лична заштита заради спречување на ширење на заразата предизвикана од COVID-19. Од почетокот на важење на уредбата досега, Оделението за внатрешни работи Кочани казнило 500 лица за неносење маски. Во уредбата се пропишуваат глоби од 20 до 2000 евра за непочитување на пропишаните должности за неносење на лична заштита, маска, шал или марама. Во последните 24 часа во земјава се направени 1325 тестирања. Регистрирани се 119 нови случаи на COVID-19, од кои 1 во Кочани, а останатите најмногу во Скопје 35, Куманово 15, Штип 17, Прилеп, Струга, Велес и Охрид по 3, Кавадарци 2, Демирхисар 5, Гостивар, Битола и Кичево по 8, Тетово 4, Крима Паланка, Кочани, Берово, Свети Николе и Ресен по 1. Починати се 4 лица, 3 пациенти од Скопје и пациент од Гостивар.
30.000 граѓани, главно неписмени и сиромашни, не можат да си ги искористат парите што државата им ги префарали на домашните платежни картички. На околу 2 недели до крајниот рок во кој тие може да се употребат за купување на домашни стоки или услуги, околу 30.000 граѓани од различни причини се уште не ги подигнале картичките. Канал 8 ги консултираше експозиторите НЛБ банка и Комерцијална банка. Од НЛБ, една од 9 банки преку кои беа доделени домашните платежни картички, вела дека тие како општествено одговорна компанија ја поддржале иницијативата на владата за парична помош на 4 категории граѓани преку изработка и достава на картичките, но за жал такви лица кои се главно неписмени и социјално ранливи категории останаа без своите добиени пари и мака мачат како да дојдат до помошта што им ја даде државата. Од Комерцијална истиот одговор. Еден од поголемите предизвици со кои се соочуваат при испораката на картичките се неточно ажурираните податоци од клиентите. Останува проблемот со граѓаните од социјално ранливите категории, меѓу кои има и такви кои не се воопшто писмени, не се информатички писмени или немаат компјутер за да отворат мејл и да комуницираат со банките. Оттаму вела дека до крајот на минатата недела повеќе од 92% од нив се веќе подигнати од страна на клиентите. Надлежните вела дека рокот кој е до 15 август нема да може да се пролонгира, затоа што во моментов е фаза на формирање на влада и собрание, па нема институција што би донела таква уредба. Представници од Ромскиот образовен фонд од Асоцијацијата за демократски развој на ромите Сонце од Тетово, како носител на проектот, и Сдруженијето на граѓани Рома Верзитас од Скопје, во соработка со партнерската организација за општина Кочани, Центарот за култура, комуникација и едукација на ромите Светла Иднина и општина Кочани, доделија 27 паметни уреди за основно и 20 за средно образование со 10 гигабајти интернет за поддршка на децата роми. Учениците од основното образование сите се од основното училиште Раде Кратовче. Истата акција е дел од проектот подобрување на средината за учење на учениците во основно и средно образование, кој финансиски е поддржан преку ургентниот фонд на Ромскиот образовен фонд. Проектот ќе овозможи на најзагрозените деца роми вклучени во основно образование да се стекнат со паметни уреди и 10 гигабајти интернет за следење на наставата од далечина. Целта е во летниот период да им се помогне на учениците кои што имаа одредени пропусти во периодот од март до јуни додека се реализираше онлайн наставата, да ги пополнат тие празнини преку дополнителна настава, односно туторство, да им се помогне на родителите да ги запишат учениците во повисок степен на образование и да им се понуди техничка, односно IT поддршка, за да може успешно да ги користат овие уреди. Овие уреди се наменети за одредена група на ученици сега во моментов. Од септември тоа тие ќе бидат во собственост на училиштата и училиштата ќе може да располагаат со истите врз основа на потребите. Тоа значи дека ќе може да ги ротираат меѓу учениците за да може да се искористат што е можно повеќе. На ниво на Република Македонија вкупниот број на таблети со интернет картици и туторство кој што Ромскиот образовен фонд го донира на нашите партнери и ученици е 640 и со тој број веруваме дека ќе охрабриме и други општествено одговорни институции и фирми да се вклучат во оваа акција и да го поддржат образованието кое што е се поизвестно дека од септември натаму ќе продолжи повторно онлайн. Ургентниот фонд е наменет за 16 држави каде што оперира Ромскиот образовен фонд, меѓу кои и Македонија, во соработка со партнерите на локално ниво. Асоцијацијата за демократски развој на ромите Сонце од Тетово, која ги покрива децата од основно образование, и Сдруженијето на граѓани Рома Верзитас од Скопје за средното образование. Во периодот од јуни до август они ќе добијат 27 таблети со 10 гигабајти интернет и плюс 10 гигабајти интернет, два пати ќе добијат 2 месеца толку интернет и ќе имаат можност заедно со локалното училиште и наставниот кадар да ја проследат пропуштената настава во овој период, затоа што таблетите се даваат на реверс
до 31 август дечињата ќе ги вратат таблетите во собственост на училиштето, а потоа согласно како ќе има новиот протокол на Министерството за образование и наука, ќе можат понатаму исто така деца да се служат со истите таблети. Освен тоа, ние Ромскиот едукативен фонд обезбеди 210 таблети кои што Рума Мерседес понатаму ќе продолжи да додели во следните периоди, во следните неколку дени во останатите градови за седмошколци роми и матуранти роми кои што ќе продолжат понатаму во високото образование. Децата се идентификувани од страна на партнерските организации во соработка со училиштата во Куманово, Кичево, Кочани, Берово, Битола, Прилеп, Штип, Виница и Делчево. Минатиот месец една од најуспешните крводарителски акции на Црвен крст Кочани со собрани дури 44 единици крв. Овој четврток, нешто послабо, на крводарителската акција што се одржа во просториите на Црвениот крст во соработка со Институтот за трансфузиона медицина од Штип, собрани се вкупно 26 крвни единици. Интересно е што оваа е една од акциите на која скапоцената течност ја даруваа претежно млади лица до 30 години, од кои повеќето се првократни дарители. Сакам да упатам голема благодарност на сите крводарители кои дојдоа денеска и покрај топлото време, даруваа крв и со тоа спасија човечки животи. Исто така сакам да кажам и што многу ме радува дека како и претходната акција и денеска голем број од денешните крводарители исто така беа млади лица до 30 години. Коцева рече дека Црвениот крст на Кочани продолжува со активностите за помош на најзагрозените лица од регионот, така што во соработка со територијалната противпожарна единица на Кочани и меѓуопштинскиот центар за социјални работи ги доделија скоро сите пакети наменети за социјално ранливите категории граѓани, донација од УНИЦЕФ. Постојано на терен е и мобилниот тим на Црвениот крст, кој на дневна основа обезбедува сервисни услуги за набавка на храна, средства за лична хигиена и лекови, претежно на стари и изнемоштени лица на територијата на општините Кочани, Зрновци и Чешиново Облешево. Во рамки на подготвителниот период пред почетокот на првенството во втората фудбалска лига Исток, второлигашот Осогово од Кочани продолжува со одигрување контролни надпревари. По двата пораза од прволигашите Академија Пандев и Беласица, фудбалерите на Осогово на стадионот Никола Мантов го совладале новиот третолигаш New Stars со резултат 5:1. На полувремето воделе со 3:1. Иако гостите први го отвориле резултатот со погодокот на Димитриевски, поквалитетниот домакин со головите на Паунов, кој постигнал 2 погодока, како и на Иванов, Крклински и Трајановски, на крајот заслужено славеле победа.